Ги лажал дека ќе грабнат жена, ама во раце им паднала Вања. Обвинетиот за двете грозоморни убиства Велибор Манев го откри планот на Палчо. Грабнување на пензионер кој живее сам, а неговиот автомобил да се употреби за грабнување жена од 40 години за која подоцна ќе бара откуп. На списокот прво се нашла ќерка на пензиониран бизнисмен од Скопје, а потоа ќерка на друг бизнисмен кој живее во зградата на Вања. По реализирање на откупот, Палевски на останатите тројца обвинети им ветил дека ќе добијат по 150.000 евра. Според сведоштвото на Манев, Вања била грабната дури во третиот обид. Еднаш задоцниле, па на влезот имало други лица, за веќе на 27 ноември да им успее планот. Но тврдеше дека не знаеле отиграбнуваат 14 годишно девојче. Велешанецот сведочеше дека подолг период Палчо им покажувал слика од жената која треба да ја грабнат. Рече дека им личела на повозрасна, а посочи и дека Палчо можеби ја менувал фотографијата. Ги однел и во зградата да се запознаат со просторот. На денот на грабнувањето, Велибор се сокрил под скалите, а Боре чекал на влезната врата. Преку радиостаници Палевски им кажал дека женското лице ќе излезе во 7:20, па постојано ги информирал и за времето. Во влезот било темно, па штом Вања излегла од лифтот им заличила на жената која претходно ја гледале од сликите кои им ги покажувал Палчо и ја совладале. Јас бев под скалите, а Боре чекаше со селотейп трака ставена на раката и кога се симнуваше особата, Боре ја грабна и ја залепи устата и ја повлековме под скалите. Според сликите што ни ги покажуваше, особата беше идентична. Во темната просторија колку што можевме да приметиме беше таа. Ја врзавме и ја ставивме во вреќе за спиење. Во грабнувањето на девојчето биле вклучени Манев, Видевски и Кешишев. Палчо со другото возило ги чекал надвор од Скопје. Се упатиле кон местноста Дупки. Напред се движело Реното управувано од Палчо, а зад него со Цитроенот на Панче и останатите обвинети. Манев рече дека движењата на автомобилите се идентични со снимките од системот Безбеден град кои претходно беа презентирани во судница. Дека грабнатата е девојче, а не возрасна жена, сватил откако го отвориле багажникот на Цитроенот. Палевски ја праша за незиното име, имињата на родителите и откако дозна, рече да ја извадиме надвор од колата за да слика и да прати слики на фамилијата. Откако ја извадивме, ја отворивме вреќата за спиење и селотејпот го извадивме. Видов дека е дете, а не жена. Веднаш му рековме со Владко дека е грешка и треба да ја пуштиме. Палевски ми рече да прекинам и дека е се чисто, но дека првичната сума што ја понудил нема да може да се земе. Палевски приде кон детето и со перниче во рака го испука куршумот. Според Манев, планот бил осмислен една година пред убиствата. За таа намена тој заедно со обвинетиот Владко Кешишев ја ископале дупката во близина на Велес, а тогаш во реализација на идејата на Палчо се вклучил и обвинетиот Боре Видевски. Според зборовите на Манев не требало да бидат убиени ниту Панче, ниту Вања. Палчо им рекол дека Панче ќе го врзат со синџир и бетонски тек и ќе го спуштат во дупката, а со неговиот автомобил ќе грабнат жена. Но кога почнала реализацијата на планот, наместо да биде врзан, Палчо го застрелал пензионерот од Велес. Им рекол дека е така почисто и нема што да се грижи. Манев тогаш не сакал повеќе да продолжи, ама Палевски му рекол да не си го расипуваат пријателството и дека има убава фамилија. За таткото на Вања, кој е обвинет за помагање во грабнувањето на неговата ќерка, Манев рече дека не го познава. Првпат го видел на слика која му ја покажале полициските инспектори. На денешното судење се читаше и исказот на Манев даден претходно во обвинителството. Тогаш изјавил дека од обвинетиот Кешишев слушнал дека вечерта пред грабнувањето на Вања разговарал со незиниот татко, но и додал дека во својата телефонска комуникација Палевски никогаш не го изговарал името на соговорникот. Зоран Јаневски, Сител телевизија.